Е време за нашите гости. Како што ви најавив утрово со гостите, денеска ќе биде мојата драга корешка Ирена. Добро утро, Иренче. Добро ти утро, Суза. Драго ми е што овој вторник сме заедно. Добро утро и за нашиот прв гостин, господинот Ненад Батковски, главен уредник во издавачката куќа Бата Прес и автор на книгата за која денеска говориме. Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Навистина многу инспиративен наслов и верувам дека ви беше потребно многу време. Колку време го работевте ова дело? Па последниве година и пол Само година и пол. Да, инаку работено е 40 години на овие текстови што се објавуваат. Таа е публицистичка книга. Но финалето траеше година и половина. Финалето траеше Браво, година и половина. Браво, секоја чест со нетрпение го чекам вашиот разговор, повелете. Суза, многу ти благодарам за убавата најава. Еве, јас уште еднаш за нашите гледачи. Наши ваш гостин, почитувани ова утро, е господинот Ненад Батковски, кој што е главен и одговорен уредник во издавачката куќа Бата Прес од Скопје и секако автор на книгата Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Како што кажа и на почеток, година и пол е финалето на оваа книга, а секако работено е, истражувано е цели 40 години, ако не и повеќе. Господине Батковски, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро, поздрав до гледачите на мојата омилена Алфа телевизија, во која што повремено сум гостувал и сега ми е мило што сум во состојба да ја презентирам својата книга. Најнова книга, Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Ова е воедно и последно издание на Бата Прес, така? Кое што едно од последните изданија. Тазе излезено. Сега да ве прашам за идејата. Зошто се одлучивте за ваков наслов, за оваа книга, а потоа ќе објасниме што се има внатре? Бидејќи станува збор за новинарски текстови што се објавувани од периодот од 78-79 до сегашниве денови, самиот наслов се наметна. Јас бев во почетокот на некаде во 78-79 година, започнав како хонорарен новинар во весникот Борба во Белград, каде што истовремено и студирав. Студирав новинарство на факултетот за политички науки. И француски јазик. И француски јазик напоредно да студирав. На факултетот за политички науки дипломирав на новинарство. И како што ги гледав текстовите, како што ги внесував текстовите и насловот, речиси пред 4-5 недели се наметна и насловот. Инаку порано планирав да биде од мојот новинарски дневник и нешто така. Меѓутоа се наметна насловот, бидејќи самите текстови изборуваат за падот на Југославија и за осамостојувањето на Македонија. Тие произлегува темата, главната тема произлегува од така. Кога сме веќе кај темата, падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија, што обработува книгата? Зашто се зборува во неса? Има навистина многу за читање, околу 350 страници, напишани текстови. Која е темата? Па темите се различни, меѓутоа се надзираше, значи како што се објавуваат текстовите, тие не се некои мои измислени текстови, тие се објективно прикажување на реалноста во тогаш во Македонија, последните 10 години пред да се распадне Југославија, практично тие укажуваат на кризата што се пројавува и овде. Например, има еден текст за рафинеријата Скопска, која што немаше право да добива суровина за преработка. И има текст кој што се вика рафинерија на нашите делби. Значи, тогаш се делеа работите по републики, по крајини и беше на одреден начин имаше еден грабеж меѓу себен. И всушност тие беа знаци за делби. Се
се правеа дупли капацитети и непотребно, значи се инвестираше непотребно за некои непотребни работи и јакнеше национализмот, така да се надзираше распадот на Југославија и во економијата, и во политиката, и во културата, така да јакнеа националистички. Да, интересна тема. Нема да откриваме повеќе, за да биде ова малку, да кажам, како потик за гледачите, за публиката, ама кога е Бата Прес, кога гостува кај нас, никогаш не доаѓате со празни раце, баш напротив, ни донесовте книги. Имаме и 3 книги кои што ќе ги подариме на нашите гледачи. Јас ќе сакам, ќе ги повикам гледачите, 3 гледачи, значи да се јават. Едниот првиот гледач кој што ќе се јави, ќе ја добие оваа книга, Падот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Имаме уште 2 книги кои што ќе ги подариме, а тоа е Патеката на слоновите, исто така во издание на Бата Прес, и книгата која што вие сакавте да се подари од господинот Васил Дрвошанов, диалектологот Конески. Еве, ова ќе биде подарок за 3-тиот гледач. Јас само ќе ве замолам да се јавите во режија, да го оставите вашиот телефонски број, а екипата од Бата Прес ќе ве контактира и овие книги ќе ги достави на ваша адреса. Значи нема потреба да доаѓате во телевизија Алфа, јавете се само во режија, ваш контакт телефон и Филип од Бата Прес ќе ви се јави и книгите стасуваат кај вас на домашна адреса. Да си се вратиме ние сега на нашата денешна тема, на оваа книга која што ја промовираме. Која е пораката, господине Батковски, која што сакате да ја испратите на вашата публика? Што сакате да им кажете на читателите со оваа книга? Па добро, книгата е прво автобиографска на некој начин, бидејќи таа е прилог кон она што сум го работел, значи еден спомен за она што сум го работел, инако е посветена на моите родители. Денес е 100 мислам, овие денови е 100 годишнина од раѓањето на татко ми. Исто така е една благодарност кон многобројните новинари, колеги, уредници што ми беа во борба, во Република, во Млад борец и во другите вестници и списанија, исто така во Нуво Котидјен во Лозана, Оме Либерте и Диалог Ест-Уест во Париз. Исто така еден мој текст е преобјавен при распадот на Југославија и осамостојувањето на Македонија. Еден текст е преобјавен во едно американско списание, американската влада практично, кое што зборува за промените во Источна Европа. За Македонија е преземен мој текст од весникот Борба и тој е преведен на англиски јазик без јас да знам или некој да знае, значи е ставен таму како прилог, како релевантен прилог за тоа што се случува и какви се намерите во Македонија. Знаете, тоа беа бурни времиња на премин од прво еднопартиски во повеќе партиски систем и второ за премин од федерација во самостојна држава. Така да беа бурни времиња на Македонија и се закануваше и војна, па и се случи подоцна, нели, конфликт се случи. Така да сите тие работи ги има во книгата, така? Во книгата на одреден начин. Меѓутоа има и многу убави теми, на пример има уште во тоа време едно обширно интервју со Симон Трпчевски, кој што го следам како новинар, уште кога беше дете, кога имаше 6-7 години, објавив текст за него во Вечерни новости. Па после во Долар објавив едно големо интервју, па во Мија, и така да има такви текстови доста. Има текстови. Значи има и убави текстови, односно испишувате и за убавите работи, и за неубавите работи. Има интервјуа, например, со Хенрик Сокалски, кој што беше водечки човек на Умпредеп. Исто така со тогашната словенечка амбасадорка. Добро, нека ни проста за името во моментот. За кого е наменета оваа книга? Која е публиката? Публиката е повеќе, значи, од мојата генерација им нешто
пред мојата Ама генерација. може и од мојата генерација, да кажам, значи од 50 години па нагоре, да така? речем и за вас младите, да речем е исто така може да биде интересно, бидејќи секој прашува што се случуваше во тоа време точно баш во Македонија, во Југославија, што е тоа што се случуваше. И ќе најдат тука што се случуваше. Ќе има, например, и текстови за политички маркетинг во Македонија. Например, како партиите во предизборието, што права, што се, какви марифетлуци, би рекол така. Предизбори, така? Предизбори, да, што има, така да, има што да се прочита, има што да се види, например, кој е најбогат во Македонија. Мислам... Има и такви текстови, така? Има и такви текстови. Значи сепак е за, да кажеме, средната генерација, па и овие и од повозрасната публика, оние кои што можеби се родени во една држава која што веќе не постои, така? Да, ама се интересираат, еве. И некои кои што сакаат да дознаат... Се интересираат, например, моите синови се интересираат што се случувало. Так. Сигурно ќе сакаат и моите внучиња да прочитаат кој ќе. Така да мислам дека ќе има интерес. Беше и... Официјалната промоција дали е веќе завршили? Не е закажана, не е, ова е предпромоција медиумска. Инаку е кандидирана за државната новинарска награда Мито Хаджи Василев Јасмин, па ќе видиме како ќе помине и таму. А секако ќе имаме промоција, меѓутоа таа треба да се подготви за промоција, ќе се подготвиме посебно. Така. Добро, сега сакам да ве прашам, уредник сте, односно новинар сте, тоа и завршивте во Белград. Работите веќе 30 години, сте главен и одговорен уредник на Бата Прес. Сакам да ве прашаме вака пред крај на разговорот, кои 3 книги би ги препорачале од издавачката куќа Бата Прес за месец ноември? Еве, кога би требало да се направи еден избор за читачката публика. Овие 3 претпоставувам што ги спомнавме. Инаку наскоро ќе се објави кога јагнињата ќе замолчат, исто така работено според книга според која е работен многу популарен филм. Кога јагнињата ќе стигнат, така се вика. Тоа е а и книгата е феноменална, многу убаво напишана, литерарна, психолошка. И по таа книга е снимен тој филм и навистина е хит и книгата и филмот. А постојано имаме такви изданија во тој дел што се вика филмски романи. Например, ја објавивме порано книгата Птиците умираат пеејќи. Од популарниот филм, така? Да, популарниот филм. Сега не ми текнува ни мене на глумците, не знам дали некој ќе ми Ричард Чемберлен. Ете така, Ричард Чемберлен. Понатаму од таа серија, сега од тие филмски приказни, филмски истории, сега имавме Девојката од прозорецот, една многу популарна телевизиска серија, турска, што се емитуваше, исто психолошки роман и многу убава филмска сторија. И многу популарна книга, многу се чита, многу се бара. Вие сте во Бата Прес неуморни, работите нон-стоп, често пати носите и странски автори, ги носите овде во Македонија и организирате нивни промоции. Вчера имавте промоција исто така од словенечка писателка. Минатата недела мислам дека беше од Чехословачка, претходно беше од Норвешка, мислам дека ми потврдува Филип кој што е тука исто со нас во студиото. Бидејќи сте новинар, а сте веќе и во пензија, официјално сте пензионер, морам да ви признаам мощно активен пензионер и многу ми е мерак и многу ми е кеј вака кога ни гостуваат активни пензионери кои што и во третото доба се уште си ја работат онаа работа која што ви била примарна, нели, додека сте биле и активен, додека сте работеле. Имате ли нешто еве вака како новинар да им порачате на новинарите
или на можеби и автор на книга, или на писателите, на авторите, еве вака некоја порака од вас, од искусен новинар кој што дипломирал на Факултетот за политички науки. во Белград. Па би кажал дека новинарите кај нас во Македонија мора да работат повеќе, односно да ги следат добрите примери во новинарството. Има многу имиња и во Македонија и на просторите на поранешна Југославија и во Западна Европа и во светот, кои што внимателно ги следат процесите во општеството и кои што не потпаѓаат, условно речено, на стапиците на партии, на пактови, сојузи, на не знам, на некакви бизнис елити, бизнис мајстори и секако дека ќе дојде момент кога таа работа, тој начин на работење во новинарството ќе донесе резултат за тој новинар и за општеството. Ако на новинарите денеска им е идеал да станат портпароли, тогаш нешто не е во ред со новинарството. Нас кога бевме новинари, цел ни беше да станеме дописници од некоја земја. Значи да бидеме во професијата, а не да бидеме надвор од професијата, така да нека работат на себе и нека работат за медиумот и нека работат на вистината, на реалноста. Да. Тоа би го препорачал. Убава порака за крај. Да. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви посакувам многу успех во работата, убави и мирни пензионерски денови. И ако сте активен нели во издавачката куќа Бата Прес од Скопје, посакувам убава промоција на оваа книга и јас се надавам, почитувани, дека се јавивте, ги оставивте вашите телефонски броеви, ќе ве контактираат од Бата Прес, еве Филип потврдува, ќе ве контактираат уште во текот на денот и овие 3 книги, значи Падот на Југославија и Осамостојувањето на Македонија, Патеката на слоновите и Дијалектологот Конески ќе стасаат на ваша адреса. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и јас. Еден пример од книгата секако е за вас. Ви благодарам од срце. Така. И јас ви благодарам за овој интересен разговор. Верувам дека читателите ќе уживаат во ова најново четиво.